Освен Црвениот крст, ниту едно од надлежните министерства не покажа интерес да му помогне на 11-членото семејство Зиткови, за кое 24 вести објави дека живее во мизерни услови, а ниту едно од децата не оди на училиште. Иако министрите за труд и социјала Ристовски и за образование Кралев кажаа дека во најбрзо време ќе направат увид на терен да им помогнат на Зиткови, досега кај Зиткови никој од нив не чукнал на врата. Децата на Зиткови не се единствените кои поради сиромаштија не одат на училиште. Од детската амбасада меѓаш апелираа дека бројката е загрижувачка, дури над 18.000 деца во земјата не седнале на училишна клупа. Над 18.500 деца се на улица и не се вклучени во редовен образовен процес, а 2000 од нив секој ден денот го поминуваат во субстандардни услови за живот, значи често се експлоатирани и злоупотребени. Министерството за образование пак нема бројка на децата кои не посетуваат училишна настава. Тешко било да се води прецизна евиденција, зашто голем дел од нив немаат никаква документација. Дел од децата на Зиткови ја надополнуваат бројката што ја спомнува Меѓаши. Неодамна и МВР и Министерството за труд и социјала излегоа со заедничка кампања за потпишување на фантом деца, но и патролните работници се уште не стигнале да го посетат семејството Зиткови. Од Меѓаши апелираат институциите да се поажурни, а патролните служби почесто да излегуваат на терен. Потребна е теренска работа на социјалните работници за да ги локализираат, привремено да се згрижат за да можат да отидат на училиште и потребна им е една покрај финансиска и социјална и психолошка помош за подигање на свеста на одговорното родителство и подигање на свеста за значењето на образованието. И додека Зиткови чекаат помош од државата, веднаш откако 24 вести ја објави нивната мака, се поголем е бројот на заинтересирани граѓани кои донираат храна, пари, облека и мебел.